Очигледно некој е вознемирен и не може да се воспостави ред на оваа комисија, додека ние бевме надвор да ги посетиме, односно да ги поддржиме синдикатите на протестот пред собранието. Оваа комисија започнала со работа без ние да бидеме присутни и така на брзина поминале 1-2 амандмани кои што беа од суштинско значење за нашите забелешки на овој закон. Меѓутоа јас би се обидала сега да направам еден сублимат и впрочем да ги кажам генерално нашите забелешки на овој закон, но во исто време да укажам и на вашето лицемерие. Значи поентата за носење на реформи не е суштинска, туку проформа според вас. Она кое што е вашата интенција е воопшто никој да не зборува. Впрочем, тоа го видовме и по примерот од предходниот закон. Имено се одржуваа комисиите за европски прашања со по неколку пати одложување на комисијата, со чекање. Например, вчера чекавме од 3 часот до 7 часот да отпочне комисијата со 2-3 пати одложување. Се со цел да нема дебата, да се откажеме од тоа што имаме да го прокоментираме. Имаме многу тоа што да прокоментираме. Вашата скратена постапка и вашето европско знаменце всушност укажуваат на вашето генерално лицемерие, а не за итната потреба за носење на овие реформски закони. Дали е потребна реформа во администрацијата? Да, потребна е реформа во администрацијата. Дали долго време се зборува за оваа реформа и за овие закони? Да, долго време се зборува. Дали ние во дел од овие преговори и работење на овие закони учествувавме? Да, учествувавме. Меѓутоа, ќе повторам, вашето лицемерие е толку големо, што всушност вие со работна група и со соработка со синдикати изготвувате предлог закони, кои што преку ноќ ги менувате и на крајот пуштате закони кои што не се усогласени или закони на кои што имаат забелешки и оние кои што учествувале во нивното изготвување. Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници е сосема нов закон. Ова е сосема нова агенција која што имате интенција да ја направите, да ја формирате, односно да отпочне со работа. Имено сегашната организационна поставеност на Академијата за стручно усовршување на административните службеници како сектор во Министерството за информатичко општество и администрација не можело досега да одговори на објективните потреби за стручно усовршување и обуки, што значи дека вие признавате дека оваа академија всушност не функционирала и можеби и тоа е причината што една од причините што имаме проблеми со со дел од моменталната администрација, но тоа не ве спречи да во моментот во Република Македонија циркулираат над 3000 огласи за нови вработувања. Ако од една страна сакате да им ги скратите платите на административните службеници, од една страна им го земате тоа што сте должни да им го дадете и за кое што сте подпишале во колективен договор клаузули, сега од една страна им го земате, а од друга страна внесувате нови вработени. Јас не знам дали министерот за информатичко општество и администрација се позанимавал во изминатиот период со новите огласи за вработување, па да видиме за какви нови работни места се распишани тие огласи, бидејќи генералниот проблем кај нас досега
е тоа што преку ноќ се отвараат нови работни места, преку ноќ се менуваат систематизации и никој со тоа очигледно не се занимава. Лицемерие е исто така да дојдете тука и да зборите за реформа во администрацијата, додека се полни администрацијата од другата страна. Македонски шуми, не знам, Министерство за политички систем. Буквално нема институција каде што не се обидовте или веќе не спроведувате огласи за нови вработувања. Ова нема да го спречи вашиот пат. Вие се надевате дека тоа ќе го ублажи вашиот пат, но од друга страна не размислувате дека со самото тоа вие провоцирате дополнителен број на вработени внатре во институциите, кои што немаат столчиња кај да седнат, немаат компјутери на што да работат, немаат хартија и пенкала и честопати си носат од дома, како наеднаш ќе дојде некој со нив да работи, кога на нив ќе во исто време ќе им биде ускратено, ќе им бидат дадени нови колеги кои што ќе работат заедно со нив, а всушност нема да имаат работни задачи и единствената цел е тоа што доаѓаат избори. И сега ние тука зборуваме за реформи во администрацијата, а додека надвор луѓето протестираат, додека имаме илјадници вработени во администрацијата без овозможени основни услови за работа. Не знам дали се снима или не се снима, меѓутоа да не има некои технички. Колешки, ако сакате некакви забелешки да кажете на моето зборување, ќе ве молам да се јавите на реплика, немојте да дофрлате. Имам суштински забелешки на овој закон. Генерално сметам дека нема потреба од негово донесување, ниту од формирање на посебна агенција за обука. Треба да вложиме само во зајакнување на секторот, кој што веќе постои во рамките на Министерството за информатичко општество. Зошто го зборувам тоа? Затоа што ние не знам како држава дали имаме и дополнителни 5 милиони евра за формирање на оваа агенција, која што всушност нема нови надлежности и задачи, ќе ги има истите надлежности и задачи кои што ги има и секторот кој што веќе постои во рамките на Министерството. Од една страна, пак ќе кажам, од една страна имате 5 милиони евра на сметка на вработените. Пошто од една страна им ги зимате, од друга страна сега ќе ги вложите во сектор кој што веќе постои. И сега тука има и многу други забелешки кои што ги имаме ние. Меѓутоа, очигледно е намерата да поминат амандманите без ниту еден да биде прифатен. Не знам дали воопшто вреди да влегуваме во суштинска дебата. Но еве, тргнувајќи од условите потребни за директорот на Агенцијата за обука на административни службеници, утврдено е следното. За директор, односно заменик директор, може да биде именувано лице со најмалку 10 години работен стаж како раководен административен службеник, член на универзитетската заедница, менаџер во приватен сектор, член на здружение од областа на работењето на јавната администрација. Ваквата одредба не е јасна дали лицето кандидат за директор треба да ги исполнува кумулативно сите овие услови, односно да биде и раководен службеник со 10 годишно работно искуство, и да е член на универзитетската заедница, и да бил менаџер во приватниот сектор, и да е член на здружение од областа на работење на јавна администрација, односно очигледно е тенденциозно за конкретно лице е наменета ова одредба, се со цел да се намести некој кој што ги исполнува овие услови за директор на оваа администрација. И ќе речам, ова може би се технички пропусти,
ова можеби еве и е некаков лапсус формиран во рамките на законот, но вие сигурно нема да се дрзнете да прифатите амандман кој што се однесуваше токму на ова. Што за мене е многу не во ред и сметам дека е очигледна интенцијата и намерата на ова министерство. Во однос исто така во однос на престанок на мандатот на директорот, односно разрешувањето, сметам дека е потребно да биде додадена и можност да биде разрешен. И тоа поради несовесно, нестручно и ненавремено извршување на своите работни задачи и обврски. Ако правите еден закон со кој што ќе напишете уште име и презиме на одредбите од законот кои што се однесуваат на раководното лице и во исто време нема да му ставите услови како ќе биде разрешен истиот, за мене очигледна намерата со која што вие сте тргнале при креирање на ова законско решение, а тоа е да ставите одредено лице кое што еве можеби сметате дека нас ќе ни биде потешко да го разрешиме, бидејќи еве нели доаѓаат избори и ќе треба да се променат сите тие насовесни кадри кои што вие имате интенција да ги ставите. Она кое што сметам дека треба да се забележи е дека во рамките на министерството има многу сектори кои што може да си помагаат едни со други, сектори кои што се неусогласени доволно и министер, сметам дека навистина вашето CV не одговара со приказната во која што оваа влада се обиде да ве втурне. Вашиот профил на кадар навистина за мене е изненадување да се обиде да протурка нешто кое што сите ние знаеме дека треба да биде донесено со консензус. Реформи во администрацијата се потребни, но е потребно да ги направиме сите заедно и не е битно кој ќе биде утре на власт, затоа што оној кој што треба да ги почне овие реформи треба да биде свесен дека минлива и променлива е било која функција во политиката и затоа треба некој друг да ги заврши. Какви реформи да правиме, треба да ги правиме заедно. Затоа и овие закони не биле донесени многу години наназад. Затоа и 7 години рековте, вие синоќ ве гледав министер на дебатата на телевизија, рековте 7 години се работи на овие законски измени. Ако се работи 7 години, тогаш зошто брзате на неполни 100 дена пред избори да ги протуркате на ваков начин? Ми смета европското знаменце, ми смета скратената постапка. Дел од суштината на овие закони е во ред. Да не бидеме сватени погрешно дека ние сме против се што содржат овие закони. Не. Но еве, имаме суштински забелешки. Не е разграничено кои се условите кои што треба да ги исполнува директорот на оваа ваша агенција. Од друга страна, не знаеме, значи не сте предвиделе дека истиот овој директор, доколку не ја завршува својата работа, може да биде разрешен. Во исто време, имате сектор во рамките на вашето министерство, кој што може би со едно зајакнување поголемо и со поголемо вложување би можел да ги заврши сите овие работи. Дај да направиме една анализа, една јавна дебата на која што ние повикувавме дека е нужно потребна за да може да биде донесена реформа во администрацијата која што ќе ја спроведе кој и да е на власт. Ние знаеме дека ќе бидеме власт и вие треба да знаете дека овие работи ќе ги смениме во првата недела кога ќе дојдеме на власт. Затоа еве јас ви ветувам. Ви благодарам.